Ете, тоа што опозицијата излегува, критикува и нормално е. Опозицијата вели ние ќе конструираме, ќе измислуваме, значи овие кои што 7 години ја празнеа државната каса, го плячкаа народот. Ја предаваа државата по сите основи. Ја уништуваа државата, сега излегуваат на пресконференции и велат вака требало, така требало. 7 години беа вода. 7 години резултатите од нивната работа ја видовме на 7-8 избори поред. Народот си го кажа своето мислење каде ја дава довербата. И имаме друга политичка структура, која што јас се нарекувам талог на општеството, која што седи на страна и мисли дека само ако критикува без ништо да не нуди, дека ќе постигне резултат. Но во ред, секој си има своја математика. Јас тоа го почитувам, тоа е политика. Да, ја имате довербата од народот. Сега да дојдеме до суштината, на позиција каде што може да понудите и решение и да го реализирате. Да дојдеме до суштината. Македонија и македонската економија има најниски давачки во Европа. Најниски. Ние имавме притисок да го зголемиме данокот на додадена вредност. Не го направивме тоа. Од страна на меѓународни финансиски институции. Имавме притисок да ги зголемиме и другите даноци, како што е, например, данокот на добивка да биде скалест, да не биде рамен. Не го направивме тоа. Во интерес на бизнисот. Од трета страна, ние имавме притисок да го зголемиме стажот, односно возраста за пензионирање. Не го направивме тоа, затоа што оставивме работниците и работодавачите самите да одлучат дали се овие работоспособни, дали се потребни на работодавачот или не. Но добро, постои сега флексибилна можност. Ама не е добро. По законската пензионирање. Не е добро. Да видиме што направивме ние како влада. Да. Значи ние сето ова го направивме да овозможиме на бизнисот правилно да се развива. Понудивме 250 милиони евра субвенциониран кредит. Да преведам, бидејќи гледам, повторно погрешно ме толкуваат поединци, така наречениот талок на општеството, кој што е близок до опозицијата, каде што јас сум кажал дека имаме најголем раст во Европа, па некакви факт чекери анализираат и така натаму. Да, реков, имаме најголем раст на кредитното портфолио за инвестиции во приватниот сектор. И е неколку пати поголем од просекот во Европа во првата половина од минатата година. Патем искористени се сите 250 милиони, да? Да. И на тоа плюс банките учествуваат со сопствено финансиско портфолио.